Клајв Дејвис, еден од највлијателните извршни директори во историјата на рок и поп музиката, почина на 94 години во својот дом во Њу Јорк. Поранешниот шеф на издавачките куки Колумбија и артиста е заслужен за кариерите на Џенис Џоплин, Брус Спрингстин, Били Џоел, Витни Хјустон, Кристина Агилера, Алиша Киз и многу други. Роден во Бруклин во 1932 година, Дејвис дипломирал право и немал никакви познавања од музичката индустрија кога се вработил во Колумбија Рекордс на 28 години. Неговиот прв голем успех бил кога го убедил Боб Дилан да остане во Колумбија, за потоа да биде промовиран во подпредседател во 1965 година, а напрегу стана и председател. Меѓу музичарите со кои потпишал биле Сантана, Аеросмит, Пинк Флојд и Брус Спрингстин, давајќи и нов живот на издавачката куќа. Не морав да имам уво, но мислам дека развив. Дали имаше природно уво кое се активираше, не знам. Но кога ќе ги видите Џоплин и Спрингстин, едноставно знаете, кажа Дејвис во една прилика. Бер Пејн, синот на Лиам Пејн, е единствениот наследник на имотот на покојниот пејач вреден милиони долари. Според судските документи до кои дојде списанието People, Бер наследил 29 милиони и 7.998 долари од имотот на пејачот. Иако дел од парите може да се искористат веднаш, поголемиот дел ќе се чува во фонд додека Бер не наполни 18 години, се навидува во судскиот документ. Да подсетиме, Лиам Пејн почина на 16 октомври 2024 година на 31 годишна возраст откако падна од хотелски балкон. Неговата поранешна партнерка Шерил беше назначена за администратор на имотот на Пејн во мај 2025 година, 7 месеци откако почина без тестамент. Во тоа време документите покажаа дека бруто вредноста на имотот во Велика Британија била 38 милиони долари, додека неговата нето вредност била приближно 32,2 милиони долари. Според владата на Велика Британија, средствата обично се доделуваат на законскиот сопружник на починатиот или, ако не биле во брак, на најблискиот роднина. Македонскиот пејач Виктор Димитриевски е победник на годинашната сезона на музичкото шоу Никогаш не е доцна, освојувајќи најголем број SMS гласови од публиката, објави Грант. Веднаш по прогласувањето Димитриевски ги сподели првите впечатоци и призна дека не очекувал да стигне до самиот врв на надпреварувањето. Не очекував дека се ќе биде толку грандиозно. Искрено не очекував ни дека ќе стигнам до финалето, особено ако се земе предвид дека во полуфиналето бев на Facebook гласање со многу добри кандидати. Имав огромна поддршка од мојата публика и бескрено им благодарам. Благодарам на Гранд продукција за се, на Жика што ме избра во селекцијата, а најмногу на моето семејство, сопругата и синот, изјави Димитриевски. Тој откри дека токму на своето семејство му ја посветува победата. Им ја посветувам победата затоа што цело време беа моја поддршка и беа со мене на сите снимања кога и да беше потребно, рече пејачот. Иако на крајот го подигна победничкиот трофеј, патот до титулата не бил лесен. Според него најтежок период бил четвртиот круг од надпреварувањето. Српската поп пејачка Александра Радовиќ ќе одржи концерт во Охрид на 30 јули од 20 часот во Античкиот театар, објави продукцијата Евентум.
По фантастичниот концерт во Скопје во февруари, Александра Радовиќ имаше желба да одржи концерт и во Охрид, велат организаторите. Пред скопскиот концерт Радовиќ на златна буламара на популарноста ја доби наградата за најпопуларна регионална пејачка. Многу од моите песни ги напиша Дарко Димитров и се снимени во неговото студио. Тие песни уште траат, рече пејачката за македонскиот продуцент и композитор. Радовиќ ќе има уште еден концерт во Скопје во Филхармонијата на 13 декември.